بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavat od selam od miru i spason neka bidan na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnjeg dana. Ovие što veruvate, neka ne ve oddaleši od hak, neka не ве оддалечи од вистината, зулумот, неправдата, фитнето кој го правят непријателите на верниците. Ова војна е од секогаш и за секогаш. Верникот треба да биде свесен дека ако е во хак, ако верува во Аллах Джелешану, тој мора да има непријатели, кои непријатели дејне и ноќе со нивниот зулум, со нивната неправда, со нивниот лош јазик, ќе сакат и ќе се стремет да ги навредат, да ги повредат, да му нанесе зло и штета на верниците. Секој еден верник треба да биде свесен и треба да знае дека тој дејне и ноќе ќе се соочи со овие негови непријатели. Ова битка е од кога Адем алейхи селам беше створен, шејтан. Од тога до ден денеска тие непријатели на верници, почнувајќи од шејтан, почнувајќи од шејтани во форма на луѓе и од џинови, сите овие се непријатели од верници. И како такви треба да се земет и верникот треба да знае како да постапи со овие негови непријатели. Зошто Аллах Джелешану кажува во Куран: најсаканите створенија ке Аллах Джелешану, ембија, пекамбери, имаја нивни непријатели. Велит Аллах Джелешану: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. И ние направивме на секој еден пејгамбер да има непријатели. Секој еден пејгамбер што дојде во дуња, Аллах направи тој да имаше непријатели. Шејатин ал-инс, шејтани во форма на луѓе. Шејтани со сифати шејтан во форма на инсан. Вал джин и джинови. Јухи ба'духум ила ба'д. И тие едни на други украсни разговори си зборуваат. Со фарба и со маска разговори овие шејтани и луѓе и джинови. Шејтани во форма на инсан и джинови зборуваат украсни муабети, за да ги залутаат на другите, за да ги скашат во заблуда на другите. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. И ако Аллах сакаше, тие немат да го правеа теа. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Остави го она што тие го измислуваат. Оддалечи се од она, од тие што го измислуваат за вас. Оддалечи се од зборувањето нивно. Немој да му даваш важност на нивното зборување. На овие шејтани во форма на луѓе и на овие джинови.
што сака да му нанесе штета на верниците, дејне и ноќе. Ова беше случај и со сите пегамбери. Ова е суннетуллах. Ја и ти денеска да имаме непријатели. Ако немаш непријатели, тога имаш ноксан во твое вервање. Имаш ноксан во твој иман. Зашто ова е суннетуллах. Аллаховите верници, Аллаховите робови, што се верници, што имат цврст иман, да имат и непријатели. Зашто те е хак. А хакот, вистината, секогаш била нападната од батилот, од невистината. И ти ако си на вистината, очекви зулум, неправда, погрдни зборови од тие шејтани во форма на луѓе и од тие джинови. Очекви ова војна. И Аллах джелешану потоа вели: "Вала тутил кафирина вал мунафикина." И немој да ги слушаш. Немој да му бидеш послушен на куфар, на неверници и на мунафици. Немој да ги слушаш нивни зборови. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. И не обрнувај внимание на навредите нивни. Немој да обрнеш внимание на теа што тие тебе те навредуваат. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. И наслони се на Аллах. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. И Аллах ти е доволен како помагач. Немој да ги слушаш, немој да му даваш важност на навредите на тие твои непријатели, на тие непријатели од куфари, од мунафикин. Зашто еве суннетуллах, секогаш куфар и мунафик ќе го мрзен на верник. Секогаш ќе измислуваат работи за верник. Секогаш ќе имат погрдни зборови за верник. Ова било секогаш. И за секогаш не сакат да го слушнат хакот. Нух алейхи селам кога почна да го повикви негов народ, пегамбер беше 950 години го повикваше негов народ. Кога му зборуваше ги реда нивни прсти во уши. И кога не слуша, Нух алейхи селам му објаснуваше со мимики, со негови раци, за да го разбере што сега да му каже, и потоа Аллах и тие нивните огартачи ги пушта на нивните очи само да не го слушат хакот. Да не го слушат хакот. Не сакат да го слушат хакот. Овие непријатели од секогаш и за секогаш. За секогаш. И верникот треба да биде спреман на ова. Али вели: "Вабаширил муъминина бианна лахум мин Аллахи фадлан кабира." Израдувај ги на верниците. Радосна вест за верниците. Затоа што Аллах джелешану ќе ги обсипат со неговата милост. Тие ќе бидат покриени со неговата милост. Тие се во негова заштита. И Аллах джелешану вели: "Валлаху а'ламу би'адаикум ва кафа биллахи валијан ва кафа биллахи насира." И Аллах джелешану најдобро ги знае вашите непријатели, најдобро ги знае твоите непријатели. Аллах ги знае до еден, и тие што се јавни, и тие што се тајни. Сите овие непријатели да Аллах ги знае. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. И за тебе доволен помагаш ти е Аллах и доволен помошник ти е Аллах. Помагач и помошник ти е Аллах. Доволен ти е. Во Тефсир дошло, Аллах ќе те заштити на тебе. Аллах е во нивна контрола и во твоја контрола. Аллах ги имат во нив и во контрола и те имат во тебе во контрола. Све е во контрола на Аллах Желешану, ништо немој да излезе во контрола на Аллах Желешану. Иако тие мисли дека ќе направи штета, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. И тие прават сплетки, Аллах Желешану на ними му ги врашта тие сплетки, зашто Аллах е најдобар во теа нешто. Ова е суннетуллах. Само да запамтиме некои две работи од овие ајети. Не посветувај му внимание на нивните навреди. Немој да му посветниш внимание на она што го измислуваат за тебе и не навреди. И остави го она што тие го измислуваат. Немој да се занимава со она што тие го измислуваат. Ова е ти кажи да Аллах Желешану како да постапиш со овие твои непријатели што измислуваат за тебе и што саке да ти наштете штета. А وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Аллах ти е доволен тебе како подржувач и помагач. Нема потреба од друга помош за тебе. Аллах те штити на тебе. Како кажавме, од секогаш и за секогаш овие непријатели
че сакат да го трнат динот од ке тебе и од ке мене. Главна цел на ова војска од шејтан е само да ти го зема твојот иман, да ти го трни твојот иман. Денеска ние сите се повиквиме на селев. Селев рекол вака, селев рекол така, селев ова, селев она. Али какви биле селев, кога дојдело во питање, кога дојдело во прашање нивниот иман и нешто друго, и нешто од дујна, и нивното тело, нивниот живот. Дали тие го оставале динот? Од овие зулумчари кои сакале да му нанесат зло на ними. Дали поради ова зло тие го оставале динот? Дали поради ова зло на момент оставале нешто од дин? Никако. Денеска ние се повиквиме на ними. Али кога ќе дојдат вакви работи, кога тие правеле, ние сите само читаме формално. Не гледаме дека тие го живееле теа нешто. На ниеден мал момент не го оставале нивниот дин. На ниеден момент не го газеле хакот, за да добие некоја корист од дујна. За да добие некоја корист од дујна. Денеска да кажеш вистина, ќе се плашиш. Че мислиш ова, че мислиш ова маслахат за доброто, за ова, за доброто на давето, да не го направиме овај суннет, да направиме бидат за да ги продобиеме за давето. Не, вака не размислувал селев. Првите генерации вака не размислувале да се сгази некој суннет за да се прави даве. Ова не бил суннет на селев на ниедни од поранешни генерации. Ова вид не дојде денеска. За маслахат, за доброто на заедницата, за доброто на джематот, за доброто на давето, да изгазиме многу наредби на Аллах, да направиме многу бидати, бел него и некој можеби куфријати ради давето. Али све ова е само лага. Све ова е само лага. Да видиме неколку примери како селев го чувале динот. За теа, поради овај селев, поради ова нивна пожртвуваност, динот денеска дојде чист ке нас. Ако тие почнеа да прават како ние правиме, ради давето, ради ова, ради джематот, ради добробит на джематот, денеска каков дин ќе дојдеше ке нас? Никаков дин немаше да дојде. Ниеден веродостоен хадис немаше да дојде. Ниедна веродостојна нешто немаше да дојде ке нас, не дојдеше све изопачено. Ќе дојдеше некој други дин. Али Аллах желешану затоа ги избра тие луѓе за тоа време. Али ние треба да ги следиме во нивните стапалки. Во време на Хаджаџ ибн Јусуф ет-Такафи, овај зулумчар голем, беше војсковоđа во време на халифата Мерван. Кога дојде во Багдад, во ова место имаше еден млад алим, кој зборуваше за неговото зло, кој зборуваше за неговите зли постапки. Се викаше Хатита. Негово име беше Хатита рахимухуллах. Ој беше многу млад алим, кој во теа време зборуваше против овај зулумчар. Еден ден овај зулумчар го викна пред него. Го викна да дојде пред него. Му рече, сакам да те прашам нешто, дали ќе зборуваш вистина. Тој му рече, јас се заколнав на Аллах Желешану пред Кеаба, дека секогаш ќе зборувам вистина. И ако бидам ставен во искушение поради таа вистина, ќе издржам. И ако добијам од Аллах некоја благодет, само на Аллах ќе му бидам захвален. Ова дефиниција многу битна. Секогаш ќе зборувам вистина. И ако за таа вистина бидам клен во искушение, ќе правам сабур. И ако добијам некој нијамен, некој благодет, на Аллах само ќе му се захвалам за теа. На ниедно створение. И му рече, што мислиш за мене? Хаджаџ на Хатита. Што мислиш за мене? Рече, ти си Аллахов непријател. Ти неправедно и поради твојата страст убиваш многу добри Аллахови робови. Поради твојата неправедност и поради твојата страст убиваш многу побожни и сакани Аллахови робови. Му нареди да го мачет, да бит клен во мачење. Рече, сакам да го слушам неговото плашење и вриштење.
Тој му рече, нема да слушниш од мене ни еден крик. Од мене нема да слушниш ни еден крик. Беше ставен во големо мачење, големо искушение, ни еден крик не извести. Ни еден не му излезе од негова уста. Кога виде овој што го казнеше, дека немој ништо да му направи, да излези тој крик кој го сакаше овој хаджаџ, му нареди да го фрлет во затвор. Кога отиде во затвор, ги слушна, кога го видоа затвореници, како искасапе на негово тело, дојде една мува на негова рана и застана на негова рана и рече, осети болка. Му рекве, како е можно, рече, толку те маче, а не направи едно или уф. А една мува дојде, рече, и направи Рече теа што ме мачеше тој зулумчар, рече теа од луѓе, од инсан. Али ова мува дојде со наредба од Аллах Джелешану и за теа направив или уф. Кога го слушна овој му кажа на хаджаџ, и хаджаџ нареди да се убие, да се распнит, да се стави во штица во сонце и да се убиет во теа место. Поминуваше еден човек пред самата смрт на овој хатита, рахимуллах. Му рече, што потреба, имаше че сака малку вода, многу сум жеден, кога отиде да му донеси вода, овој се пресели во ахирет. Све ова само за еден збор. Ти си неправеден владар. Ти си зулумчар. Ова ке нас безвредно, ти си зулумчар. Нема вредност. Али ова ке Аллах Джелешану многу вредно. Да му го кажеш хакот на еден владар во очи најголемиот джихад, рекол пегамбер алейхи селам. Хакот вистината на зулумчар, на неправеден владар, да му ја кажеш во очи. И денеска ние велиме премолчи за маслахат, задаве, премолчи ова, немој да го кажуваш ова, за маслахат задаве, че се заштити себе си, али ове први генерации не бе така. Нема е тие таков фикар. Тие не го гледа единов така. Тие сакај да заработе дженнет. Тие се плашај да излезет пред Аллах Джелешану со некој ваков грев. Да му рече, нему острав, ти си добар владар. Само поради ова нешто беше масакриран на овој начин. И издржа во ова нешто. Се пренесли дека Имам Малик, рахимахуллах, во негово време, зборувал во џамија на пегамбер алейхи селам, во Медина, зборувал, овој беше голем мухадис, зборуваше за еден хадис за талак, за развој на брак. Во овој хадис имат еден збор на пегамбер алейхи селам, немат развод на брак, немат талак со присила. Ако некој човек му дојде на други човек со пиштол и го присили, направи твоја жена талак, развој на брак, ќе те убија, острав за неговиот живот, ако речите прам талак, ја прам развој на брак, не е валиден овај развој на брак. И го слушна ова нешто народ во негово време. Го слушна тие луѓе, тие го преиначи ова нешто, сами направи тефсир, јани сами направи тефсир од овој хадис и рекве, истото се случи со нас и нашата беа, присега која му ја дадовме на емирот беше под присила. И нашата беа беше под присила. И така почна да се шири тоа нешто по Медина, се додека дојде во уши на халифа. Кога дојде во уши на халифа, му нареди тој на негови стражари да одат кај Имам Малик и да му рече никогаш повеќе да не разговарат и да не зборуват, да не го држит во десо овој хадис. Кога слушна тој ова нешто, рече никогаш те од мене немат да го добиете. Немат ја да застанам во некое меселе и да не ја кажувам вистината. Секогаш ќе зборувам вистината. Тие му рекли, ова е селам од халифата до тебе. По известно време тој пушти еден доушник, еден шпион во негов дерс и овај стана и го праша за овој хадис. И кога почна Имам Малик све под детал да го објасни овој хадис повторно исто, како секогаш што го објаснуваше. И кога слушна за ова халифата дека не престана, го зеде и почна да го казни многу на Имам Малик ради ова нешто. И беше казнат многу често за вакво нешто, али никогаш не престана да го кажи хакот. Никогаш не престана. Зошто, драги браќа? Ако Имам Малик замолчеше на еден хадис или на два, ако побарае тие зулумчари од него, после него други алим, па трети алим по 2, по 3, по 5 хадиси, каков ден ќе дојдеше кај нас? Колку хадиси ќе фале денеска? Од тие веродостојни хадиси, што му сметале на некој зулумчар.
што го полеле на некој непријател. Како денеска куфар денеска браќа во исламски школи, во тие исламски факултети, баре суре Таубе, суре Анфал, да ги нема тич. Види? Куфар бара суре Таубе, суре Анфал, некои делови од Куран иш да не се учат по тие универзитети. Каков дин овај? Ако прави авака селев, каков дин ќе дадеше денеска? Ке мене и ке тебе. Ове се тие проблеми кои ги имаме ние денеска, кои ги нема селев. За тие денеска све изгледа превртено. Зашто на многу работи ќе замолчвиме. Многу работи велиме мој да помени това. Не е време сега ова. Не е време сега она. Ако почне овие така, му се заканвее со живот, му се заканвее со убиство, многу беа убивани поради овај хак. Ако почне тие да ги преинашват работите, каков ден ќе дојдеше денеска кај нас? Сејд ибн Мусајиб, ова е еден од табиини, од најголема улема во табиини, рекол една џумла, една реченица: нека вашите очи не бидат мирни во гледање на помагачите на зулумчарите. Нека вашите очи не бидат мирни во гледање кога ги гледате помагачите на зулумчарите. Освен ако им се спротиставите со вашите срца, зашто се плашам дека вашите дела ќе пропаднат. Да ги гледаш тие што ги опомогве зулумчарот. Немој да си мирен, зашто твоите дела мој да се уништат, рекол Сејд ибн Мусајиб. А за ова кои се тие помагачи на зулумчарите? Имам Ахмед рахимахуллах, додека беше во затвор. Еден од тие таму чувари во затвор го прашае на имам Ахмед. Му рекве дали е сахи хадисот на пегамбер алейхи селам каде вели помагачите на зулумчарите во суден ден ќе добијат иста казна како зулумчарите. Рече да, ова е хадис е сахи. Рече дали сум ја помагач? Стражаров му вели дали сум ја помагач на зулумчарите? Рече не, ти не си помагач на зулумчарите, него ти си зулумчар. Помагаш на зулумчарите е онај кој на тебе ти е чешла твоја коса, ти е пери твоја облека, ти припрем вид јадење, тој е помагаш на зулумчарите кои ќе имат казна како зулумчарите што се како тебе. Ова е тој помагаш на зулумчари. А денеска некој што не ги знае, не го позине динот. Сакет да бидат помагачи на зулумчари или сами зулумчари. Со маска, со изговор дека сакет да го помогне овај дин, сакет да го помогне џема, сакет да помогне заедница. Да бидат помагачи на зулумчарите. Да го помогнат зулумот. За маслахат, за добробит на заедницата, да бидат помагач на тие кои му нанесве зулум на овај дин. Иста казна како зулумчарите. Во време на имам Ахмед, една жена сакала да го прави талак нејзин маж. Во ислам не може жена да прави талак на маж, развој на брак. И сакала да се оттараси, да се оттарни од тој брак. И рекол еден, ти направи ридде, излези од двера и бракот се прекинува. Да го еден од двајца сопружници направи ридде од дин, талак секундарски се прави. И таја направила ридде од дин и рекол тој ќе направиш ридде па ќе влезеш повторно, а за маслахат, за доброто твое. Му кажале на имам Ахмед, има жена. Доби фетва таја да направи ридде за да се направи талак. Имам Ахмед рече кој побара таква фетва, кој дај таква фетва и кој по таја фетва све куфар. Све куфарове, сиве куфар. Маслахат имаше таа доброто на ова жена, не беше да. За доброто. И сега ти сакаш вакви нешта наводно да го помогнеш овај ден. Наводно да нанесиш добробит на муслимани. Вака не беле селев. Вака не мислеле селев. И ще еден пример. Ал-Из ибн Абдусселам. Овај еден од најголемите во негово време од улема на селев. Најголемите. Из ибн Абдусселам. Салих Исмаил бил халифа во негово време. Овај бил во Шам.
се слушнало дека од Египет сакат да дојдат војска и да го нападнат на овој халифа и да го заземат негова територија. И тој склучил, направил договор со кршćани во теа време да го штитат и му дал територија и некои места да управуват тие со теа нешто, со тие места. И кога слушнал Ел-Из ибн Абдус-Салам, овој алим, кој не се плашил да ја каже вистина, престанал да прави дуа во петок во џума за овој халифа. Почнал да зборви за овој договор кој го направи во худба против овој халифа. Кога слушнал халифа за ова нешто, му забранил да држи дерсој, да прави худба и да иде во џамија, да се оддалечи све од таа џамија. Кога више не можел да издржи, и Ел-Из ибн Абдус-Салам заминал, рекол сакал да замини од таа место со негова фамилија. И го стигнале негови стражали од ова Исмаил. Го стигнале тие стражали и го застанале и му рекле: имаш два услови од халифата за тебе. Да се вратиш во Шам и да му бакниш негова рака. Демек да се помири со судбината на него. Да му бакниш негова рака или ни нареди да те врзиме во ова место. Му рече: оти мискин, оти сиромав еден бе. Рече: не сакам тој мене да ми е баци ракава, не сакам тој мене да ми е бакни ракава, камо ја нему да му е бакнам негова рака. Ја не сакам тој мене да ми бакне. И му рече: ние сме две разделени страни. Ние сме на различити страни со вас, елхамдулилlah, што не сум на таа страна каде што сте вие. И правите со мене што сакате. Го врзае на овој, направи едно место со ладовина и дојде овој Салих Исмаил, халифа во теа време. Дојде и седна во ова место. Ги викна големците од кршćаните со кои направи договор. И му рече: го гледате овој што учи Куран. А Ел-Из ибн Абдус-Салам не престана да учи Куран. Му рече: го гледате овој, да. Овој рече почна да зборува, овој рече еден од учењаците наши, на муслиманите, големи учењаци. Почна рече да зборви за договорот што го направи со вас. Почна да зборви за договорот против мене што го направи со вас. И ова нешто го снајде. Тие му рекве: ние да имавме ваков човек, ваков учењак, че му ги миевме нозите со вода и че ја пиевме таа вода. Аллах Джелешану го понижио да ве кршćани. Вака кршćаните рекве за овој човек. Ние да имавме ваков човек, че му ги миевме негови нозе и таа вода, че ја пиевме. Бреча, кога зборував за сите овие досега, овие биле халифи, биле во време на шеријат, само правеле некој зулум на луѓето. Некако денеска ни во ова време. Во ова време, каде нема шеријат, каде нема ништо, далеко многу од ден. И тие биле пазливи до овој степен, да не западнат во некое лошо дело, да не го продат нивниот дин, да не се оддалечат од нивната вера. Вака биле тие селев на кој ние дење и ноќе се повикваме. Селев вака, селев така. Вака се понашале тие селев, вака биле тие први генерации. Иншаллах, Аллах Джелешану да ни даде разбирање од овие неколку примери. И Аллах Джелешану да ја поправи ситуација на муслимани во целиот свет. بسم الله الرحمن الرحيم